Оваа година, веќе 6-та година поред, повторно Фондацијата Трајче Мукаетов ќе доделува стипендии на студентите од фармацевскиот факултет и од медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Добро, валјда функционирало. Значи, врзано за тоа, сакам да ви кажам дека управниот одбор работеше сериозно според постапката на избор на студенти кои ќе ги добијат стипендиите од трета и четврта година при овие два факултета на универзитетот. После, да кажеме, анализите и работењето на комисиите кои беа и на двата факултета, се одлучивме на избор од 42 наместо 40 стипендисти заради бодовните критериуми кои беа многу слични во делот на медицинскиот факултет и при тоа изборот падна на избор на 20 студенти од фармацевскиот факултет и 22 студенти од медицинскиот факултет кои ќе добијат стипендии оваа година. Заклучно, со овие нови 42 студента кои добиваат стипендии од Фондацијата Трајче Мукаетов, до сега, Фондацијата Трајче Мукаетов има стипендирано 264 студенти. Од тие 264 студенти, 141 студент имаме од фармацевскиот факултет и 123 од медицинскиот факултет. Од нив веќе 82 студента од фармацевскиот факултет дипломирале и 51 студент од медицинскиот факултет дипломирале. Со самото тоа можам да истакнам гордоста на нас како членови на управниот одбор на Фондацијата Трајче Мукаетов дека сме допринеле да овие наши веќе академски граѓани сме им помогле на некој начин да може да дипломираат. Од нив 17 стипендисти веќе се вработиле во Алкалоид АД со да кажеме напомена дека и во блиска иднина тој број дефинитивно ќе расте на нови, да кажам, завршени студенти кои ќе продолжат да работат во нашата компанија. Сега во оваа фаза јас би им дал збор на деканите на фармацевскиот и медицинскиот факултет, професор доктор Светлана Куливанова и професор доктор Никола Јанкуловски, би се заблагодарил на нивната подршка и помош во изборот на овие студенти. Така да, декан ќе поведе. Благодарам. Навистина, како декан на фармацевскиот факултет, изразуваме една голема благодарност до Фондацијата Трајче Мукаетов и до нивната практика да перманентно со години веќе на нас да се стипендираат најдобрите студенти при фармацевскиот факултет, секако и медицинскиот. Оваа година ние имавме ситуација да ни се пријава 23 кандидати, така да комисијата немаше некоја претешка задача, можам да кажам, со оглед дека навистина најдобрите кандидати со најголем просек и кандидати кои што има и потреба од финансирање како критериум дополнителен со оглед на материјалната состојба на семејството, да се направи ранг листа која што управниот одбор на фондацијата ја прифати, така да од трета година во овој случај ќе бидат 16 студенти финансирани и стипендирани, а од четврта година 4, вкупна бројка од 20, листата ќе ви биде доставена, така да тоа е она што ние како комисијата успеавме да го направиме. Благодарам, декан. Благодарам. Јас пред се да се заблагодарам од името на медицинскиот факултет, од името на студентите и од моје лично име на АД Алкалоид, односно на Фондацијата Трајче Мукаетов, и сакам да потенцирам дека и оваа година, како и повеќето години наназад, оваа фондација обезбеди стипендии за студентите по општа медицина и фармација, како што слушнавме пред малку 42 вкупно, заради некои изедначености во бодовните критериуми, така што уште еднаш оваа фондација покажува како може да се мотивираат и стимулираат сите оние студенти кои што ја добија оваа стипендија, меѓутоа и сите оние кои што не ја добија, а секако ќе вложат дополнителни напори и знаење за да во наредната година ја добијат оваа стипендија и се најдат на ранг листата на оваа фондација. Исто така би сакал да потенцирам дека од 2010 година оваа фондација доделува и парична награда за студент на генерацијата, која што досега изнесуваше 1000 евра, меѓутоа од оваа година, како што рече генералниот директор, управниот одбор одлучи да биде тоа 1200 евра.
И уште еднаш да се заблагодарам на оваа фондација, односно АД Алкалоид, заради тоа што на многу начини покажува како може да се направи, на кои се начини може да се направи здравјето, да се зголеми грижата за здравјето на граѓаните на Република Македонија, а исто така не помалку важни се активностите од хуманитарен аспект кои што допринесуваат да се, меѓу другото, и створат кадри кои што ќе бидат посолидни од аспект на здравствената дејност во Република Македонија. Оваа година, значи, на Медицинскиот факултет аплицира за ова стипендија 51 кандидат. Во стартот, значи, имавме 20 кандидати кои што не ги исполнува условите. Од сите други останати кандидати се направи ранг листа, како што спомена пред малку и деканката Колеванова, беа земени во обзир, значи, успехот и социјалниот статус, односно материјалниот статус кај кандидатите, и на тој начин се издвоија 22 студенти, односно 14 студенти од трета година на студии и 8 кандидати од четвртата година на студии по општа медицина. На тој начин, значи, се вкупно се собра 22 кандидати кои што оваа година ја добија стипендијата од фондацијата Трајче Мукетов.